Имено се повикувам на член 76 од деловникот, со кој што барам прегледот на законот за буџети, во моментот точка 5 да биде точка 2. Имено најверојатно председателот фокусира на иницијативата за референдумско изјаснување. Повеќе се посветил за дали таа истата е уставна или не, многу помалку на деловникот, заради тоа што предлогот на законот за буџети беше навистина законско решение на кое што заедно со нашите европски партнери прилично долго во изминатиот период се обидувавме да го усогласиме со тоа што конечно ќе се најде на дневен ред. Имено предлогот на законот за буџети покрај тоа што треба да помогне во менаџирање, планирање и извршување на законот, односно на буџетот на Република Македонија, заедно со единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, истовремено нуди многу нови и подобри мерки, како што е и воспоставување и формирање на фискалниот совет. Од тука ценам дека и председателот на собранието, заедно со сите координатори, колеги, претеници, претенички, беа доволно свесни и инволвирани во изминатиот период, за да ја разберат важноста на ова законско решение, особено затоа што истата беше и работена, повторно подсетувам, со нашите меѓународни партнери и долго време сите претенички групи посветија за да се донесе едно квалитетно законско решение, односно еден квалитетен предлог на закон за буџети и да конечно го ставиме на дневен ред. Од тука знам дека буџетското планирање, но и генерално раководењето со економијата на оваа влада не е јака страна. Потврдија во апсолутно секој сегмент кога станува збор за буџетско планирање, истовремено и економски мерки кои што ќе го подобрат животот на граѓаните и на стопанството, но ова е добар почеток, токму законот за, односно предлогот на законот за буџети, да го ставиме како точка 2 на денешниот дневен ред и во наредниот период навистина да го презентираме и да го продискутираме за ова законско решение. Ви благодарам многу.